Председателя, значи еве веќе по четврти пат континуирано барам да се обезбедат средства за отпочнување на прва фаза за изградба на булевар на магистралниот пат на влезот од градот Виница. И сакам да напоменам дека за оваа инвестиција веќе подолго време има и проект, има комплетна техничка документација со одобрение за градба. И затоа сметам дека самата инвестиција е од капитално значење, не само за општината, за нашата општина, туку воопшто и за целиот регион, затоа што овде минува и регионалниот пат до Пехчево и Берово, а преку селото Бигла се поврзува и со Република Бугарија. На Виница навистина е потребен еден ваков булевар, затоа што имаме во овој дел индустријска зона и фреквенцијата на возила е многу голема, но има и голем дел од граѓаните кои што до своите работни места патуваат пеш. Исто така има и голем број на велосипедисти кои што мора да се движат по самиот коловоз, но доколку еве се направи еден ваков булевар како што предлагаме, секако ќе бидат изградени и направени тротоари и безбедноста на учесниците во сообраќајот ќе биде далеку поголема. Придобивките од еден ваков булевар, значи реков дека се од големо значење за општина Виница, затоа што ќе се реши проблемот со возилата, со пешаците и има еден друг голем проблем кој што се јавува кога ќе заврне дожд, се насобира големо количество на вода која што ги поплавува околните објекти и ниви, значи ќе биде решен и проблемот со атмосферската канализација. Ќе имаме побрз и посигурен транспорт, но како што кажав и посигурно место за движење на пешаците. Овој проект, како и многу други, беше ветен и од претходната локална власт, уште во 2017 година, но остана нереализиран, иако се тврдеше дека рокот за реализација ќе биде запазен. Очигледно и сега ќе остане само проект на лист хартија, чија реализација најверојатно ќе биде оставена за следната влада, која што се надевам, односно знам, дека ќе биде предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Благодарам.